Дами и господа, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе. И тоа второ издание од оваа втора сезона. Секоја недела во 20 часот и реприза во 23 часот на А2 телевизија. Започнуваме. Едно од прашањата кои се отвораат одново и одново секогаш кога правиме муаве за спорот со името, секако е прашањето за идентитетот. Односно, дали, ако го промениме името, се променува и нашиот идентитет. И бидејќи повторно и овие денови се отвори прашањето за името, прашање за ова кон лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски имаше од новинарите изминатите денови. Да видиме што кажа тој за ова. Ако можете да забележите, токму од како почна реализацијата на проектот Скопје 2014, како никогаш во претходниот период се отвори не само во Македонија, туку и надвор од Македонија прашањето на националниот идентитет. Со други зборови, само се подсетиме на оние пораки што ни доаѓа од нашите пријатели ширум светот, дека националниот идентитет е нешто за што не може да се преговара, нешто што никој никому не може да го одземе и дека само ние самите со контраверзни постапки можеме да го проблематизираме. Ете така. Јасно и гласно од страна на господинот Црвенковски. Идентитетот е нешто за што не се преговара и никој на никого не може да му го одземе. Што значи, што и да се договори, каков и компромис да се направи за името, идентитетот си останува македонски за век и век. Кога веќе ова сме го расчистиле, дај да видиме што е прифатливо за Бранко Црвенковски како лидер на СДСМ и за неговата партија во однос на прашањето за името. Тој процес единствено може да се води организирано од страна на тие кои што го имаат легитимитетот да ја водат државата, значи председателот, премиерот, министерот за надворешни работи, а тие доколку имаат потреба да побараат поддршка од страна на опозицијата или граѓаните, ние сме тука. Всушност го знаете нашиот став, а тоа е дека секое решение кое што нема да задира, нема да го повреди, нема да атакира на нашиот национален идентитет, а кое што е прифатливо за оваа влада на Никола Груевски, ние ќе го поддржиме. Так. Ете, сосем убаво си кажа Бранко. Тие како позиција се конструктивни и би го поддржали како решение секое решение кое нема да задира, нема да го повреди, нема да атакира на нашиот национален идентитет. Нели не се преговараше за идентитетот? Нели идентитетот никој не можеше да ни го земе? Како сега ова? Ама тоа е. Какво време дојде, не можеш ни да бидеш сигурен ни во себе. Дури не можеш да бидеш сигурен дека тоа што си го кажал пред една минута, после една минута ќе биде исто така. Или можеби дали ќе се допадне на јавноста да го слуша. И што правиме сега? Може да се случи власта да договори некој неразумен компромис, опозицијата да го поддржи и некој да дојде да ни го собере идентитетот. И после? Не. Јас ќе морам да си го скријам идентитетот на сигурно. Во понеделникот, председателот на СДСМ Бранко Црвенковски беше нагости кај Роберт Поповски во X0. Таму нели се случи онај скандалот со државната тајна, но таму се дискутираше и за други работи, како на пример членството на Македонија во Европската унија и во НАТО. Да видиме што вели господинот Црвенковски за овие теми и зошто на Македонија е важно членството во овие организации. Ние сакаме да станеме дел од НАТО и Европската унија, за да ги имаме истите привилегии што сега ги имаат членките. И нас да не штитат, да не бранат, да не чуваат, да не помагаат кога ќе има проблеми. И ние сакаме да станеме земја членка на НАТО и Европската унија, за да имаме право како и Грци или било кој друг. Да седиме на истата маса и да имаме право на вето. Не за нас да одлучуваат, ние за други да одлучуваме. И ние да можеме да блокираме одлука, да тежиме. Да или се во бара превод од нашето собствени мислење. егоистични причини и ние сакаме да сме дел од Така тоа е. семејство. Па дај да се разбереме, не бараме и ние станеме членка на НАТО или Европската унија за да го направиме светот подобар. Туку за да го направиме животот на граѓаните во оваа земја подобар. Само се извинувам. Молам господине Црвенковски, нема потреба да се извинувате, мислам. Последни вакви историски зборови, јас сушно се прашувам од кај ми е се ова познато. Сушно мислам дека претходно сум го слушнал негде. Ајде да бидеме искрени еднаш во Македонија и да кажеме, а зашто ние сакаме да станеме членка на НАТО и Европската унија? За да придонесеме за мирот во Авганистан, во Ирак, да го подобриме светот или да го подобриме животот наш собствен тука во Македонија?
под Б? Тоа е? Тоа е точниот одговор. А сега ние дај на Црвенковски да му го направиме истото тоа што му го направивме на Груевски додека емисијава одеше на А1 телевизија. Додека тогаш имаше и повеќе од 2 пати повторување на истото, ама ако за почеток и ова не е лошо. Значи, ги исповивам изјавите на Црвенковски дадени за Алфа и за Канал 5, па да ги слушнеме и што подобро да ја научиме лекцијата. Го прават од собствени егоистични причини и ние сакаме да сме дел од тоа семејство. Па дај да се разбереме, ајде да бидеме искрени еднаш во Македонија и да кажеме, не бараме ние станеме членка на НАТО или Европската унија за да го направиме светот подобар. А зашто ние сакаме да станеме членка на НАТО и Европската унија? За да придонесеме на замирот во Авганистан, во Ирак, да го подобриме светот, туку за да го направиме животот на граѓаните во оваа земја подобар. Или да го подобриме животот наш собствен тука во Македонија. Да, веќе ви реков под Б. Тоа е тоа. Да, интересен беше овој спој на изјави, но мислам дека далеко поинтересно беше тоа со Груевски пред година и пол емитувано на А1, па ајде да се подсетиме на тоа. Република Македонија беше и останува да биде активно и конструктивно ангажирана во разговорите под покровителство на Обединетите нации. Република Македонија беше и останува да биде активно и конструктивно ангажирана во разговорите под покровителство на Обединетите нации. Ние бевме и сме активно и интензивно ангажирани во разговорите под покровителство на Обединетите нации. Македонскиот пристап и понатаму ќе биде проактивен и конструктивен. Македонскиот пристап и натаму е проактивен и конструктивен. Со достава на идеи за надминување на разликата и изнаоѓање взаимно прифатливо решение. Со цел изнаоѓање решение кое нема да наштети на двете држави, односно кое што би било прифатливо од двете држави и од двата народа. Тоа нема да наштети ниту на едната страна и би било прифатливо од двете страни, вклучувајќи и нашата, на референдум организиран од граѓаните на Република Македонија. Апелирав пристапувањето на Република Македонија во Европската унија да се согледува во еден поширок контекст. Апелирав пристапувањето на Македонија во Европската унија да се согледува во поширок контекст. Затоа што евроинтеграцијата е истовремено и најсилен кохезивен фактор. Евроинтеграцијата е силен кохезивен фактор во македонското мултиетничко, мултијазично и мултирелигиозно општество. Во македонското мултиетничко, мултијазично и мултирелигиозно општество. Да. Баш убав спој беше ова и како што можеме да забележиме, нашите политичари се трудат колку што е можно да ги повторуваат своите изјави и ставови за ние граѓаните да можеме што е можно подобро да ги запамтиме. Што значи, политичари наши драги, баш ви фала. Ептен сте фини. Неделава временската машина ни се заглави од 2005-та, па така бевме приморани да слушаме за предлогот на посредникот во спорот со името Метјо Нимис од таа 2005 година и што се случувало тие денови. Темата отвори премиерот Груевски, кој рече дека Црвенковски прифатил некаков многу лош предлог, а потоа Црвенковски нели го извади тој документот кој рече дека е класифициран како државна тајна, кој докажуваше според него нешто спротивно. Сега, од другата страна, рекоа дека неговиот документ бил фалсификат, а Државната новинска агенција МИА извади друг документ за кој велеше дека е оригинал. И покрај тоа што документот на Црвенковски бил фалсификат, од другата страна беше побарано тој да одговара пред законите. Вистински хаос, навистина. И се разбира, некој во приказнава лаже. Кој? Ќе дознаеме понатаму. За сега, дај да видиме што се случуваше на пресконференцијата на Црвенковски 2 дена по неговиот фамозен документ, да видиме што се случило со него. Господин Црвенковски, го оставите ли документот во Канал 5? Што ли зема текстови во интернет дека не сте? Во Канал 5, односно на новинарот со кој што го водев интервјуто, му го ставивме истиот документ кој што вчера на пресконференција ви го поделивме на сите вас кои што пројавивте интерес за тоа. Уште колку вакви текстови со класифицирани чувате во личната архива? Немам ја такви текстови. Не бе, немам ја такви текстови, бе, шо ти на тебе? Ја и овој го немам. А шо ти мислеше дека тоа што извадив од джеб нешто од домашна архива ме била? Не бе, брат. Пази сега шо се дешава. Значи, сидам ја така на Канал 5, си шетам по улица, кога од ненадеж, од една спорена уличка, ми излага, ми скока пред мене документов.
Ја онака се исплашив на почеток, знаеш, значи се исплашив. Му викам, брат, шо е работа, вака да плашиш еден државник. И тој ми вика, види вака, јас сум ти оствари класифициран документ код државна тајна и многу сум битен. И пошто сум многу битен, треба да ме покажеш пред цел народ да ме види. И шо да му правам ја, го зедов, го ставив у джеб, го носам у емисија и останато да го знаете. Само немојте, молам, вакви лаги конструкции дека ја уствари сум имал вакви документи. На кој начин и да дошле до документите и Бранко и Мија, сепак тие се тука на увид на јавноста и нели јавноста има право да знае кој ја кажува вистината, а кој лаже. Како најдобро да го направиме тоа? Еве, Бранко има еден предлог. И затоа, господине Груевски, ајде да му ја кажеме вистината на македонскиот народ. Ајде веќе еднаш јас и вие да седнеме на едно јавно соочување, на еден ТВ дуел и пред целата македонска јавност да ги предочиме фактите и да ги соочиме аргументите. Да проговориме за се, буквално за се што било досега, но што е уште поважно и за тоа кој каква иднина нуди за нашата земја. Па народот нека гледа и сам нека заклучи кој е патриот, а кој предавник, кој е одговорен, а кој неодговорен политичар. Господине Груевски, ајде одважете се, охрабрете се и еднаш прифатете соочување со мене на јавна сцена. Тоа е тоа, почитувани гледачи, ТВ дуел. Нешто што го гледаме само по странски држави, нешто што скоро и да сме заборавиле како изгледа, но нешто што дефинитивно ни е потребно. ТВ дуел. Да, мислам дека конечно му дојде време на дуелот. Ако досега нели немаше што да се зборува со опозицијата, бидејќи тие нели ништо не направили, што да се прави муавет со нив, ако досега власта беше посветена на реформите и зборуваше само со народот, сега дефинитивно има за што да се зборува. И мислам дека ова е тема за која мора да ги добиеме вистинските одговори. Па, ајде да слушнеме што вели премиерот, дали тој е спремен, дали тој е подготвен за ТВ дуел. Почитувани, во врска со денешниот повик за ТВ дуел од страна на господинот Бранко Црвенковски, со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, би сакале да го дадеме следниот краток коментар. Да, ќе го дадете следниот коментар, само мене ова не ми е баш најјасно. Зошто следниот краток коментар го дава Илија Димовски, а не Никола Груевски? А Бранко го повика Никола, не Илија. Ма хајде да слушнеме следниот краток коментар и да видиме дали конечно ќе можеме да видиме дуел. Целта на овој повик е со калта во која што се наоѓа Бранко Црвенковски да се изгнаси и Никола Груевски. Најголемиот дуел меѓу нив двајцата се случи пред неполни 10 месеци на последните парламентарни избори. Дуел кој Црвенковски го изгуби и затоа е во опозиција. Следниот дуел доаѓа на наредните избори, каде граѓаните повторно ќе гласаат и ние тој дуел со нетрпение го очекуваме. Да, благодарам и на вас, господине Димовски, само мене се уште ми звучи чудно се ова, мислам. Сега, на вистина, да, граѓаните гласа и веќе гласа вас на минатите избори, ама не знам зошто не би седнале 20 лидери на иста маса да дискутираат за едно вака важно прашање. Но како важно за најважното прашање во оваа земја. Навистина чудно е, не знам, да не е некаква грешка бе ова. Јас го знам премиерот Груевски како најголем бранител на името, како најголем патриот и како најголем чувар на македонскиот идентитет. И не знам зашто тој не би сакал да разговара за една вака важна тема. Режија, тај проверете да не има некаква изјава од премиерот Груевски по оваа тема. Може би неговите партија не го разбрале, може би по автоматизам ја дале оваа изјава, може би не знаат. Во тоа негово интервју господинот Црвенковски на некој начин, ако може така со спортски жаргон да се изразам, се прекомбинира, се изрибува сам себе си. И нормално беше и се очекуваше дека човек што толку многу секојдневно се занимава со шпекулации, со манипулации, со извртување на вистината, со
извратување на фактите, со обид за манипулација на граѓаните, нормално беше во еден момент да се издрибал сами од себе. Добро, мислам дека знам на каде оди изјавава. Што значи, тоа е тоа, премиере. Откако Бранко очилено самиот си се издрибила, време е вие да ја земете топката, да шутирате и да му дадете гол, да му ја затресете мрежата. Леле, да, значи ова е тој момент што се чекаше. Леле, како само добро си се намести, Бранко. Ау, да. Сигурно сега жали што воопшто го отворил ова прашање. И да, нели бев во право? Како премиерот би пропуштил една ваква можност да дискутира за ова најважно наше прашање. Да, значи, ајде да го слушнеме остатокот од изјавата на премиерот. Веројатно сега следува делот каде тој што ќе го прифати повикот за дуел и ќе го растури Бранко, онака партали да летаат од него. Нормално беше во еден момент да се издрибал сами од себе и сега не знае како да се извади. Еве сега пред малку се држи пресконференција, ме викал на ТВ дуел, сака да се извади да не речемо што. Во основа, ако е одговорен политичар, не би требало на вакви емисии или на било какви настапи во јавноста да вади државни документи што се одбележани со државна тајна, да зборува за детали и на некој начин да е дополнително нарушува позицијата на Република Македонија. Добро, во ред тоа за тајната знаеме, нели? Треба да го затворат, ама тај барем пред да го затворат, барем еден дуел да видиме. Јас не знам како е можно ова. Ем кажувате дека самиот си се издрибило, ем не сакате да ја земете топката, да му забиете еден гол, море да му забиете едно 10 на едно 15 гола, онака, да не знае што го снашло. Мислам, ама да, добро, веројатно премиерот се сожалил, веќе човеков треба да оди во затвор. Барем да не мора и неговата кариера да заврши на еден ваков трагичен начин со тоа што премиерот ќе го растури на ТВ дуел. Да. Не оди тоа. Не е убавата. И да, почитувани гледачи, вечерашното издание го завршуваме со приказната за милосливиот премиер кој реши да го поштеди лошиот транзиционер. Тука и јас ќе ве поштедам од дополнителни коментари, се гледаме следната недела, а во меѓувреме можете слободно да дојдете на нашата Facebook фан страна, адресата е facebook.com/нарапорт со Јовпе. Чао, имајте пријатна вечер.